Александар Тодоровски, Марија Данева, Виолета Арсовска, Калина Велковска и Рахела Такашманова се петте дебитанти кои ќе се надпреваруваат вечерва на финалето на 36-тото издание на фестивалот за забавна музика Макфест. Без разлика што само 5 од нив ќе ги видиме и оваа вечер, сите дадат свој допринос и мислам дека сите си блеска онака секој како што најдобро знае на макфестовската сцена вчера. Вчера системот на гласање беше од 2 столба. Значи, гласаше публиката по принципот еден билет, еден глас. Стариот систем на Макфест. А вториот столб беше дирекцијата, како коректор на тоа што се случуваше. Како помина првата дебитантска вечер и како учесниците го чувствуваат Макфест? Ова година прв пат настапувам на Макфест, на нашиот домашен фестивал во нашиот град и искрено ова е моето првенче, односно ова е мојата прва авторска песна. Нема ништо побаво од тоа да се качиш на сцена на фестивал кој што толку многу генерации има израснато, вклучувајќи се и самата себе. Прв пат настапувам на оваа сцена. Голема чест ми. Сум полесно, значи под притисок бев затоа што долго време се подготвував и за сценскиот настап и за самата песна, вокалите, меѓутоа сето тоа го правам со многу голема љубов. Од годинава фестивалот со нови водители. Од дете сум бил во Домот на културата и ја знам ова сцена магична на Макфест и го посетувам, така да ова за мене, кој што кажав, привилегија, огромна чест, задоволство, а бога ми и све останато што може да направи кејф и горд. Своите импресии за фестивалот ги сподели и штипскиот градоначалник Сашко Николов. И како градоначалник имам среќа и задоволство да бидам татко на градот на музиката. Макфестот е сето она што го гледаме, што го доживуваме. Макфестот е никогаш да не си осамен. Макфестот е звонат, Макфестот се виолината и гитарата. Макфестот е завршено време за плачење. Макфестот е нашето детство и јас сум среќен што 2021 година сум организатор на 36-тото издание на Макфест во едно поинакво светло. Вечерва ќе се одржи финалето на Макфест, каде пред публиката ќе бидат изведени 14 нови композиции, заедно со 5 дебитанти кои освоија најмногу гласови.